Благодарам. Да не го спуштаме сега нивото, дали некој имал коса или нема, или дали некој имал една книжка или нема. За тоа што го кажавте од аспект на зашто би ве интересирало, зашто некој асфалтирал, токму заради тоа што во изминатите 7 години никој тоа не го видел и никој не асфалтирал. И сега не може да тргнете вие од гледна точка на нештата, не ме интересира тоа што сум бил вице-премиер претходно. Не може да не ви интересира. Вие плата сте земале од овој народ за да креирате економски политики. И нормално кога се занимаваме со одредена работа и кога ќе дебатираме помеѓу нас, ние можеме и мораме да го споменеме тоа што одреден поединец кој што сега критикува за нешто, дали е кредибилен или не. Дали може тоа нешто кое што го зборува да има одредени факти и аргументи кои што ќе допринесат да некој стекне некаков впечаток или не. Ја за тоа го зборував. Не може сега ние да се унесуваме во држава како аналитичари за се дека ништо не знаеме или дека оставете го тоа било, ниту па некого да го ограничуваме со влезот во собраниево дали ни се допаѓа или не. Воопшто не е важно некој мене дали ми се допаѓа или не. Мене ми е важно дали кога можел да носи одлуки и одлуките што ги носел биле квалитетни или не. Дали биле квалитетни или не, го кажа тој кој што е суверен во оваа држава, тоа е народот. И мислам дека тука е веќе све јасно од аспект на оваа дискусија.